Поразот од Миравци се чини стави точка на второлигашката приказна на Осогово. Миравчани среде Кочани со 2:0 ги победија жолтосините, при тоа одржувајќи им лекција по модерен и полетен фудбал. Но така е тоа кога во клубот, кој доаѓа од далеко помало населено место, секој си ја знае работата, што секако не е случај во Осогово. Во Миравци велат се знае кој финансира, кој е управата, кој тренер, а кој фудбалер. Во Осогово не. Плюс кај гостите нема разгалени фудбалери кои за себе мислат дека се звезди и на теренот пружаат како почетници. Проблемот во Осогово е што немаат игра, што немаат костур на екипата на кој клубот ќе може да се потпре во иднина. Старците се изморени и одвај се движат по теренот. Младите се бездушни и играат како некој насила да ги довел на игралиштето. Во таква ситуација излегува дека парите се само изговор со сопствените слабости. Единствено, фудбалскиот фанатик Здравков треба да се запраша што уште го мотивира да помага кога сите други креваат раце. Како што стојат работите на крајот од првенството, Осогово ќе мора многу нешта да менува. Целосна реконструкција на управата и на клубот. Освен тоа, тие што ќе се зафатат да го водат клубот, ќе мора да работат на долги патеки со јасна стратегија. Фудбал без публика не се игра. А Осогово во втората лига само 2 пати успеа половично да го наполни стадионот. Значи, не е само да се влезе во втората лига, туку и да се одигра. Поради сите овие состојби, можеби уште сега раководството на клубот треба да се состане со сите фактори и да продискутира за тоа како понатаму. Претпладнево во нашава редакција пристигна известувањето од фудбалскиот клуб Осогово од Кочани, во кое се информираат сите симпатизери, навивачи, спонзори, донатори, организатори, критичари, новинари, советници и така натаму, дека веднаш по завршувањето на надпреварачката сезона во втората лига ќе биде одржано годишно собрание на 28 мај оваа година со почеток во 18 часот во просториите на градскиот стадион Никола Мантов. На дневен ред се 2 точки: разрешување на управниот одбор, стручниот штаб, делегати на собранието и спонзори и отворена понуда за целосно превземање на фудбалскиот клуб Осогово од